Најчестите компликации што може да се случат и на било кого се од инфекција преку хематом, крварење, деформитет, меѓутоа кај немедицинските лица кои што се осудуваат да аплицираат ваков тип на материјали, таа инциденција е повисока, по-често се случува и оди во потежок вид на компликации од типот на хронични инфекции, грануломатозни инфекции на меките ткива, деформирање на меките ткива, оштетување на нервни завршетоци, односно на нерви кои што доведуваат после тоа до асиметрија, најчесто на лицевата регија, и сме видели исто така и оклузија на крвен сад, што значи тоа од страна на материјалот притиснат крвен сад или истиот бризган директно во неговиот лумен, се оклудира и се затвара и на тој начин крвта која што треба да го исхранува соодветното ткиво не тече низ тој крвен сад, последователно доаѓа до изумирање на ткивото, што на крајот доведува до појава на некрози, исхемии, односно лузни, кои што ние треба да ги третираме, некогаш не хируршки, но често хируршки, тоа значи со отстранување на лузната, со поголеми дефекти мекоткивни и на крајот со трајно оштетување на телото во вид на лузни.